Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на неважните вести и теми на денот. Таравари, Беџети и Исмаили веќе не се министри или заменици министри во владата на Мицкоски. Парламентот ги констатираше нивните оставки, откако одлучија да заменат во опозиција. Вреди го официализира новиот состав од 9 пратеници, но најавија дека бројот на пратеници ќе расте. По оставката на пратеникот Салим Сулејмани, Таравари ќе остане со 4 пратеници, додека на негово место ќе дојде кандидатката на Беса Валбона Адили Емини, што значи дека Вреди ќе има најмалку 10 пратеници. Согласно член 246 од Деловникот, на господин Арбен Таравари му престанува мандатот министер кој раководи со Министерството за здравство. На господин Флякрон Беџети му престанува мандатот заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Констатирам дека на господја Елфет Исмаили и престанува мандатот заменик на министер кој раководи со Министерството за одбрана. Пратеничката група на Влен брои 9 члена, додека во наредните денови верувам ќе ни се придружи 10 член, потоа 11, а зашто да не и 14. И со тоа практично со 10 членови ние сме најголемата албанска пратеничка група во собранието на Република Северна Македонија. Затоа упатуваме најискрен и срдачен апел до другите албански пратеници, особено на колегите кои го добија мандатот под коалицијата Влен, да се приклучат на ова група во овие клучни времења на земјата. А до крајот на ова или на почетокот на следната недела ќе се знае кој ќе биде нов министер за здравство. Прераспределба на ресорите внатре во владината коалиција нема да има. Заменувањето на Таравари во Вреди го гледаат како одлука на индивидуалци. Лидерот на Бесака Сами, новото крило на Алијанса за албанците, вели дека останува во нивната коалиција. Мислам дека треба да се задржи онаа структура во владата во која што функционира до сега. Така што очекувам предлог, па да видиме нормално со какви квалификации располага предлог. Сите кои сакат да бидат на патот на Арбен Таравари кон Дуи, кои сакат да одат по тој пат, им пожелуваме среќа и здравје, но сите кои ги добија мандатите и позициите како Влен, како резултат на поддршката што ја добивме на парламентарните избори, остануваат во Влен и се добредојдени да продолжиме таа битка за подобар живот на албанците на сите. Уставниот суд ги укина одредбите од изборниот законник со кои за 3 пати се зголеми минималниот праг на потписи за независни кандидати. Ова во пракса значи дека собранието мора да донесе нови измени, бидејќи во моментов не постои никаква законска основа за независни кандидатури на изборите кои треба да се одржат за 5 месеци. Првиот човек на Уставниот суд очекува пратениците оваа законска празнина да ја пополнат час поскоро. Со оваа одлука предходното правно правило не оживува, значи ние не оживуваме норми, ние значи сме негативен законодавец, ние можеме само да отстраниме неуставни норми од нашиот правен поредок. Тоа значи дека законодавецот во најскоро можно време треба да пристапи и да ја пополни оваа правна празнина која настапи со нашата одлука. Воспротивно, евентуално непостапување на законодавецот би значило дополнителна повреда и дополнително стеснување на основните слободи и права на човекот и на граѓаните и тешка повреда на политичкиот плурализам, сите темелни вредности на нашиот правен поредок. А вина за поништениот избор на Дуковска, Уставниот суд гледа во Судскиот совет и управното судство. Сметаат дека недозволиво е за итни прашања Уставниот суд да носи задоцнети одлуки. Случајот го сметаа за скандал со сериозни правни последици. Вака како што е одлучено, испаѓа дека управното судство може кога ќе му се текне да одлучи по конкретно барање. Едно правило постои во правото, може се во секое време, али не во невреме. Управното судство решава во невреме за поништување на изборот на колешката Дуковска. Бидејќи поништувачка е одлуката на поништена е одлуката за избор,
Значи во сила е нашето обраќање до судскиот совет уште пред да биде избрана нашата колешка Бети Елизабета Дуковска. Така да ние нема потреба на никого да се обраќаме, на потек е судскиот совет. Конечно изгласан законот за работно ангажирање лица. Кој се може да биде работно ангажиран и на кои позиции, без при тоа да се плаши дека ќе ги изгуби стекнатите финансиски права, во живо го прашувам Даниел Василев. Добро вечер, Тино. Ова генерално важи за оние лица кои што се приматели на семејна пензија, сега конечно ќе можат да работат сезонска работа, само 4 месеци во годината, без при тоа да го загубат правото на семејна пензија. Со овој закон кој доби поддршка од 73 пратеници, опфатени се и други категории на граѓани, меѓу кои се и странците со регулиран престој во државата, а деталите што ова ќе значи во пракса ги гледаме во продолжение. Лицата приматели на семејна пензија конечно ќе можат да работат без при тоа да го загубат правото на пензија. Со 73 гласа за, пратениците го донесоа законот за работен ангажман на лица. Во законот опфатени се само 3 дејности: земјоделство, угостителство и домакински работи, како чистење и нега на лица. Но право за ваква работа ќе добијат и други категории на граѓани, како например студентите, лица помлади од 18 години кои согласно општите прописи ги исполнуваат условите за работа, како и странците кои имаат регулиран престој во државата. Идејата на законодавецот е на овој начин да се намали сивата економија во државата. Со овој закон се креира формална рамка за препознавање на заштитата на илјадници лица кои што се ангажираат на сезонска, привремена или повремена работа, кои долго време обстојувале надвор од системот за правна и социјална заштита. И впрочем тоа беше првото барање, од таму тргнавме во целата оваа работа, затоа што најголем проблем беше правното осигурување и социјалната заштита на овие лица. Но лицата опфатени со законот се ограничени со само 3 дејности, но и временски, бидејќи ќе можат да работат само 4 месеци во годината. Токму тоа се и најголемите забелешки на студентите кои бараат проширување на листата. Тука треба да влезат и институции, треба да влезат IT сектор, да речеме теретани, продавници, областите според кои студентите студираат, да не бидат само 3 области согласно кои што ќе може да се работи. Овој закон е до некаде ограничувачки во однос на тоа. А и во однос на време траењето на работниот ангажман, можеш да работиш во една година, максимум 4 месеци, од кои 4 месеци, 2 месеци кај еден работодавач, што значи дека ти во една година за 4 месеци треба да смениш 2 работодавачи за согласно овој закон. Токму поради овие забелешки, студентите сега работат на нов предлог на закон за студентска работа, па преку него да се обидат да ги прошират дејностите каде што би можеле да работат. Пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН, појаснувајќи ги одредбите од законот, вели дека пратениците веќе ги слушнале забелешките од студентите, но оставени се само овие 3 дејности поради искуствата на соседните држави со вакво законско решение. На овој начин, според него, се штитат и работниците, но и самата држава. Во Србија се случило да овој закон биде проширен на повеќе дејности и да самите работодавачи го изикруваат законот за работни односи и да ги носат работниците под законот кој што е за нив поповолен како работодавачи, а не за работниците. Ако ние ги вкалкулираме и други дејности надвор од овие 3, практично ќе направиме дисторзија на системот за пазарот на трудот и на работните односи и голем дел од работниците ќе ги загубат сопствените права, бидејќи како што спомена во Србија бил вклучен и секторот градежништво, кој што веднаш потоа се нотирани големи злоупотреби на законот и самите работници балеа овој закон да се промени. Но што е со категоријата странци со регулиран престој? Дали ова значи олабавување на системот за странци кои сакаат да работат тука? Стојановски појаснува. Овој дел не се однесува на мигранти, туку овозможување на странците да можат да работат повеќе од една работа во земјата. Овој закон не е за мигрантите, туку еве да речеме дека постои одредено лице кое што е фриленсер, кој што има регулиран престој тука, да се работи можеби во гостителската индустрија, за да може по завршувањето на работното време за кое што има подпишано договор со работодавачот согласно законот за работни односи, по овој закон да биде ангажирано на свое второ или трето работно место, каде што би добил и придонеси, но и државата би добила данок на личен доход и сите други давачки кои што тие се неопходни да ги платат. Биејќи во моментов по некои наши анализи, сите оние кои што се со ваков регулиран престој, а се странци, работат многу повеќе од 8 часа, а тие другите часови кои што ги работат се во сивата економија.
Законов е Даниел одит да Василев, регулираме Сител сива телевизија. економија и многу повеќе луѓе. Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија ќе биде потпишан в четврток во Лондон. Подпис ќе стави вице-премиерот Николовски. Во делегацијата ќе бидат и вице-премиерот Меджити, министерката за образование и директорот на Железници инфраструктура. Според најавите во Лондон ќе бидат остварени и средби со министрите за внатрешни работи и за одбрана на Обединетото кралство. Сметам дека се работи за историски момент, за датум кој што ќе остане во аналите на македонската историја. Мислам дека 22 мај ќе е датум кој што долго се споменува македонската историја, затоа што се работи за досега најобемен договор кој што Македонија го постигнала со било која држава. Целта на договорот е да воспостави партнерство за поддршка на реализација на инфраструктурни проекти во секторите здравство, транспорт, технологија, енергетика, дигитална трансформација и други критични сектори во Македонија. Првичната група на проекти се веќе споменати во јавноста, во делот на здравството и во делот на транспортот. Исто така многу значајно за мене да се разменуваат знаења и најдобри практики, користејќи експертиза од владата на Обединетото кралство и од британски деловни субјекти за поддршка на реализација на проекти, но исто така и на трансформација на јавната администрација и приватниот сектор во Македонија со експертиза од бизнес заедницата во Обединетото кралство, но исто така и од владините агенции. Повторно зголемување на трошоците за живот, според пресметката на ССМ речиси 64.000 му требаат на 4-члено семејство за да ги покрие основните потреби. Премиерот денеска го повтори ставот дека ако анализите покажат нефер однесување кај трговците, ќе има нови мерки. За опозицијата на економските политики на власта им се случил дебакл. Растат трошоците за живот, ССМ пресмета дека на едно 4-члено семејство му се потребни речиси 64.000 денари за да ги покрие основните трошоци во мај, што е зголемување од 1.200 денари во споредба со минатиот месец. Најголемо поскапување има кај храната и пијалоците, над 950 денари. Со тоа оваа ставка сега чини речиси 22.500 денари. Повисоки цени имале облеката и обувките, а повеќе пари, според синдикатот, се потребни за лична хигиена, здравје и транспорт. Евидентно е дека без мерки цените неконтролирано се зголемуваат, а предизвикот со високите цени, особено на основните прехранбени производи, прави огромен притисок врз ниските плати на работниците во Македонија. Во услови на зголемени трошоци за живот, зголемената вредност на синдикалната минимална кошница, особено по завршувањето на мерките на владата, упатува на тоа дека е потребен раст на платите, велат од ССМ. Премиерот денеска го повтори ставот дека ако анализите покажат нефер однесување, ќе има нови мерки. Потрошувачката кошничка зависи од однесувањето на трговските ланци, но и на снабдувачите, дистрибутерите, производителите. Ние рековме дека како влада трикови нема да толерираме, но исто така и не мислам дека е сезонско овошје, јагодици, реши, лубеници и така натаму за овој период од годината, но како и да е, ако забележиме неконвенционално однесување, тогаш се разбира дека ќе делуваме како влада. Од СДСМ пак велат дека на економските политики на власта им се случил дебакл, а податоците од синдикатот се поразителни. 3 минимални плати се потребни за да може да се преживее месецот. Животот е се поскап, платите стојат, а мерки од владата нема. Додека премиерот Мицковски ги чека анализите и не знае колку се покачени цените, граѓаните тонат во сиромаштија. Се живее се потешко, се преживува со задолжувања и со жртвувања. Се префрлуваат пари од картичка на картичка. Дали министрите во владата знаат колку чини да се наполни еден фриждер? Очигледно не. Цените и маржите на над 1000 производи беа замрзнати до крајот на минатиот месец, а надлежните најавија засилени контроли на пазарниот инспекторат. Анализата што ја направи Сител, според податоците од ССМ, покажува дека трошоците за храна и пијалоци во април биле најниски во последните 12 месеци, но кривата нагло одскокнува месецов и се приближува кон пикот во февруари, кога беа забележани највисоки 23.500 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија. Последните вести се во 23 часот, до тогаш останете со